Почитувана јавност, почитувани пратеници, почитувани медиуми. Добро е што повеќе месечниот театар, на кој што бевме сведоци, помеѓу актерите на ДУИ и СДСМ, за момент, барем за кратко, вечерва заврши и можеме да ги видиме седнати сите вака еден до друг сложно, но верувајте дека театарот од навреди и клевети ќе продолжи набрзо и во тоа можете да бидете уверени. Јас внимателно го слушав експозето на мандатарот за состав на новата влада и во голема мера се работи за истите ветувања кои што ги дадовте пред 3,5 години. Ветувањата се слични, а реализацијата на овие ветувања е многу мала, а можам да кажам дека во голема мера и воопшто не спроведовте ниту едно од ветувањата кои што ги дадовте во вашата мината програма. Еден збор, програмата на коалицијата вреди колку што вреди зборот на мандатарот. А господине, за вашиот збор е надалеку познато и надалеку сте прочуени. Кога Зоран Заев ветува, знаете дека ве лаже. И тогаш воопшто не е битна содржината на програмата, но јас пак внимателно ја прочитав и заклучив дека е збир од нереални ветувања, на брзина пишувана и преполна со грешки и недостатоци. Почитувана јавност, и пред 3 години мандатарот ветуваше реформи, ветуваше план за живот за сите, но се претвори во режим кој нелегитимно и нелегално ја погази граѓанската волја на македонскиот народ за не промена на името, насилно го промени уставот и ги прекрши човековите права. Господине мандатар, и тогаш ветувавте се и сешто, но за жал, само што го добивте потребното мнозинство, тргнавте во белиот свет за да ја распродавате Македонија и незините национални интереси. Во вашата тогашна програма, план за живот, немаше ништо од тоа што го правевте подоцна. Немаше ништо за распродажбата на националните интереси, за промена на името Република Македонија, за договорите со кои наместо да се надминат проблемите, наметнавте една нова реалност. Прифативте само обврски за Република Македонија. Обврски кои што произведуваат само штета за македонците во Република Македонија, за македонците во диаспората и за Република Македонија како држава. Почитувани граѓани, како ние денеска да веруваме во чудо, дека она што денеска го ветува мандатарот Зоран Заев, ќе го реализира, кога повторно истиот човек е на чело и ги предлага министрите кои што во голем дел се повторно истите министри, но некои од нив во нови ресори кои што се од особена важност за судбината на државата во идниот период. Тоа се истите оние министри кои што ветуваа намалување на невработеноста, а денеска Република Македонија е со најголема невработеност во Европа. И за само 5 месеци, според податоците на АВРМ во Македонија, останаа без работа повеќе од 30.000 лица. Истите кои што ветуваа враќање на младите во Република Македонија, нели говоревте за 600.000 иселени, а денеска Република Македонија станува земја без млади луѓе, земја во која што младите се повеќе ја напуштаат. И верувајте дека единствена причина во која што младите се уште се во оваа држава е тоа што Република Македонија е за жал заробена и затворена држава. Ветувавте 500 евра плата, а едно просечно семејство во Република Македонија зема едвај заедно околу 500 евра плата. Ветувавте нови клинички центри, нови болници, а за 3,5 години еден клинец нема заковано, немате да се пофалите со ниту една болница. Тоа се истите оние луѓе кои што не убедуваа дека ќе ја вратат ефтината тарифа, за да денеска имаме 7% покачена електрична енергија, со што испумпувате 20 милиони евра од најсиромашните во нашата држава. 20 милиони евра од граѓаните на Република Македонија, а особено од малите и средни предпријатија кои што се генерално фамилиарни бизниси. Прашањето е денеска дали воопшто некој може да верува во програма која што ја предлага мандатарот Зоран Заев, човек кој што се заколна во македонската жица дека нема да го смени името на државата,
македонската историја и култура. Во програмата на влада ветувате нови инвестиции и реформи во образованието. Да го погледнеме исходот мандатаре за животот донесен од СДСМ во Тетово и Тетовско, кој изнесува нула инвестиции. Нема ниту една инвестиција во Тетово. Но јас ќе ви кажам, мандатаре, што направивте. Поради вашата неспособност затворен е Јухром. Ветивте дека ќе го рестартирате во март 2018 година. Знаете ли само колку семејства денеска се без екзистенција поради затворањето на Јухром? А верувајте дека воздухот не е почист. Исто така ветивте дека ќе отварате нови капацитети, а во ваш период, во вашиот мандат се затвори Тетекс Јарн, а и многу други капацитети се исто така пред затворање. Во делот на образованието, во вашата програма ветувате реформи. Ќе ве потсетам, во 2018 година, заедно со градоначалничката на Тетово, од дворот на гимназијата Кирил Печиновиќ, вие лично ветивте на тетовчани дека ќе го решите проблем со македонската паралелка која што учи во субстандардни услови. Овие гимназијалци кои што треба да бидат наша иднина, господине мандатар, се повторно надвор од гимназијата Кирил Печиновиќ. Не успеавте да изградите 2 до 3 простории за да се среди нивниот проблем. Како и да е, за делот од програмата функционирање на правна држава, јас верувам дека Република Македонија е пример за тоа како не треба да изгледа една правна држава. Вие немате легитимитет да зборувате за независно судство и обвинителство. Денешниот судски и обвинителски систем е комплетно заробен. Во Република Македонија нема правда, почитувани. Во Република Македонија се одговара за напишан Facebook статус и се оди во затвор, додека убици, криминалци и монструми ни се шетаат по улиците. Според мене, како што велат старите, ако путрото денот се познава, во Република Македонија нема да има повторно право и правда во наредниот период. Во Република Македонија, оние криминалци кои што се во власта и блиску до власта повторно нема да одговараат. Ќе продолжи селективната правда. Ќе продолжи газењето врз националните чувства на македонецот преку антидржавни политики со цел редефинирање понатамошно Република Македонија. И конечно, коалицијата на криминалот и корупцијата, коалиција на ДУИ и СДСМ. Но ова не се мои зборови, ова се зборови на вас, актерите, односно политичарите од СДСМ и од ДУИ, кои што меѓусебно се обвинувавте, би требало да ја води Република Македонија во идниот период. Реприза на претходната влада се огледа во фактот и дека истите играчи повторно учествуваат во мандатот, оние кои што и претходно учествуваа во најголемиот национален грабеж. Например, човекот за кој Зоран Заев изјави дека има кривична пријава. Ние не забораваме господине Зоран Заев. Тоа е господинот Бујар Османи. Сега е повторно предложен за министер за надворешни работи. Ние не разбравме што се случи со таа кривична пријава. Дали господинот Бујар Османи е виновен или не е виновен. Исто така, министерката која што го нанесе најголемиот срам на армијата на Република Македонија, министерката која што за жал во незиниот мандат на армија, односно војска, која што немаше ознаки на своите униформи, армија која останува без квалитетен кадар и која служи на државата во мизерни услови, а при тоа гордо се слика со знамења и ознаки на учака, а при тоа заборавивте да ги споменете македонските бранители во вашиот мандат и не најдовте време да оддадете почит на загинатите кај Карпалак. Почитувана јавност, во програмата на владата се зборува за борба против корупцијата, но верувајте дека и од тоа нема да има ништо. Се зборува за подобрување на условите за работа на антикорупцијската комисија. Она антикорупцијска комисија која што 2 години во вашиот мандат ја немаше, се додека не изнајдовте личности кои што ќе ви одговараат на вашите барања. Само да се подсетиме, најголеми дострели на оваа антикорупцијска комисија е тоа што утврдија дека постои роднинска врска помеѓу двајца во ДУИ кои што претендираа за висока функција, а втората работа која што ја утврдија е морална одговорност за поранешната, колку што можам да видам, министерка за финансии, која што ја злоупотреби својата службена положба. Во нормална држава таа би требало да биде денеска во притвор. Крајот треба да признаете дека во оваа непринципиелна коалиција нема место за борба против корупцијата,
да имаше консензус за борба против корупцијата, голем дел од сегашните претенденти за високи функции ќе беа во затвор, а не во исчекување на тоа која функција ќе им биде доделена. За крај, можам да кажам, Довршете ја вашата мислата. програма, да, ви благодарам. Вашата програма е само една голема фарса, никој повеќе не верува во овие ваши ветувања. Единствено добро во целата работа е што Благодарам. вашиот мандат кратко ќе трае. Благодарам. Снежана Калевска-Ванчева, реплика.